Благодарам. Почитувани членови на комисијата, најпрво го барам ова процедурално затоа што имам забелешки по членот 90 став 4, понатаму членот 148 од Деловникот за работата на Собранието и последователно на тоа и членот 228. Во времето ќе ги елаборирам моите забелешки. Најпрво во текот на целата оваа дебата гледаме едно целосно непочитување не само на Собранието, туку непочитување на граѓаните и членовите по кои што имаме забелешки, за жал се поврзани. Имено, врз основа на членот 48 треба матичното работно тело да достави извештај за изнесените мислења на јавната дискусија. Зошто упорно се толкува дека јавна расправа и јавна дискусија се различни, обидуваме со едно своеглаво, еднострано толкување на Деловникот да не ги разрешиме овие проблеми. Што е тоа толку страшно што го бара опозицијата, односно да се сумираат изнесените мислења и изнесените ставови? Зошто владеачкото мнозинство упорно го прави овој театар, упорно се земаат процедурални и се бориме околу едно едноставно барање, а тоа е да ги формулираме заклучоците од јавната расправа. Што е она што владеачкото мнозинство сака да го заштити и како дозволивме ние расправата на Комисијата за образование и наука да ја спуштиме толку ниско, па да се дрзнува и председателот на комисијата да толкува кој бил очаен затоа што цитирал некого. Тоа е срамно. Имавме говорници кои што говореа за статистиката, кои што говореа каде се наоѓа Македонија. Каде се наоѓа Македонија на Transparency International? На 111-тото место по корупција. Каде се наоѓа Македонија според извештајот на Freedom House? 48,6% имаме демократија. Кречете зошто го споменуваме. Па на тој истиот економист да знаете дека Македонија беше оценета со најниско ниво на политичка култура. Македонија има најниско ниво на политичка култура. Зошто Македонија има најниско ниво на политичка култура? И уште излегуваа представници од мнозинството кои што ни толкуваа што значи политичка култура и колкаво е нивото на политичката култура. Прво едно треба да знаете, политичката култура не ја гледаме. Ние гледаме низ политичката култура. Тоа е една призма низ која ги гледаме работите. Ако не сакаме овде во Комисијата за образование и наука да упатиме критики на Министерството за образование и наука и да го слушнат гласот на народот, врз основа на чии интереси и барања Мила Царовска ги прави програмите. Еве, за македонската јавност, и додека зборуваме ние овде на ова процедурално, немаме представник од Министерството за образование и наука. Министерката не е највисокиот представник, се извинувам, не е највисокиот представник, односно човекот кој што е задолжен за спроведување на концепцијата за образование. А сите овие закони кои што треба да дојдат на дневен ред, треба да бидат логичен следбеник на концепцијата. Затоа што не можеме ние денеска на дневен ред да имаме закони со кои што се трансформира работен однос, а при тоа во самата концепција немаме нормативи за наставници и не се јасно утврдени нормативите на наставниците. Не можеме ние да разговараме за трансформации на работен однос кога заговараме укинување на печатени учебници. Зошто ги заговараме укинувањето на печатени учебници? Па вие сте пратеници избрани од народот без разлика дали сте позиција или опозиција. Па вие запрашајте се дали ќе ви е удобно од овде да отидете на терен, да отидете во вашите средини каде што се наоѓате и да и кажете на родителите дека или од овој септември, ако се во 4-то оделение, или од следниот септември ќе немаат учебници. Ставете се во таа улога. Или овде како топовско месо за вашата најомилена министерка Мила Царовска. Јас не знам со што ве задолжи Мила Царовска за таква безрезервна поддршка, па излегувате и го навредувате целото образование. Па дали знаете, Мила Царовска е 17-ти министер во Република Македонија. 17-ти. Има многу министри пред неа.
Еве вратете се наназад, вие го критикувате ВМРО ДПМН. По 2014 министер е Абдулаки Мадеми, кадар на ДУИ, потоа е Пиштар Љуфтију, кадар на ДУИ, Рената Треновска-Десковска, кадар на СДСМ. Потоа имаме повторно кадар на ДУИ, сегашниот наш колега. Па потоа доаѓа Мила Царовска. И како вие се дрзнувате сега, никој ништо не направил за образованието и доаѓа Мила Царовска без да сака да ги усогласим извештаите од јавната расправа и таа ќе воведува целосно нов начин на образование во кој ќе ги укинува печатените учебници. И на што се повикува? Само момент. На што се повикува? На резултатите од ПИСА? Ја гледа во неколку излагања. Секоја нејзина изјава е поконтроверзна од претходната. Се повикуваше дека дигитализацијата била за да ги подобриме резултатите од ПИСА. Погледнете ги истражувањата на Пирсон. Престижен британска издавачка куќа и куќа која што се занимава со образование, која што ја следи дигитализацијата од 2000 година наваму. Иако има индикатори дека од 2006 до 2018 во Соединетите Американски држави, во државите од ОЕЦД се зголемила употребата на таблети од 56 до 82%. Нема подобрување во рамка на ПИСА тестирањето. Истите држави немаат подобрување врз основа на користењето на дигитализацијата, немаат подобрување во математика и во природни науки. И како таа се повикува секогаш на измислени студии. Нели најпрвин концептот беше како тој во Финска, па за да го негираме. Потоа се повикува дека ќе се подобрува резултатот во ПИСА. Пирсон кажува дека не влијае на подобрувањето во ПИСА. Сега имаме воведување на електронски учебници без никаква анализа како електронскиот учебник влијае врз начинот на перцепција на содржините кај учебникот. Метју Метлухан ке каже, медиумот е пораката. Медиумот е пораката. Многу е важно една порака дали ќе ја прочитате во Стар весник, дали ќе ја прочитате на социјален медиум, ќе ја прочитате како графит или ќе биде запишана во учебник. Меѓутоа, тоа не значи ништо за нашата најдобра министерка, за која што пратениците од владеачкото мнозинство безрезервно ја даваат целосната поддршка, па овде се спуштаме на ниво да се навредуваме едни со други, иако сето тоа е безпотребно. Образованието и иднината не припаѓа ниту на едната партија, ниту на другата партија. Таа е иднината на нашите ученици, таа е иднината на дечињата. И ние не можеме да ја украдеме затоа што Мила Царовска решила да не се консултира со никого, Мила Царовска решила да имаме јавна расправа на кој што верували или не ќе се обрати Петре Шилегов и ние имаме собрание, највисок законодавен дом, кој што одбива да склопи заклучоци по кој што ќе треба да се води министерот за образование и наука. Не знам како успеавте, благодарејќи на некои партиски механизми, законодавниот дом да го донесете во таква подредена улога на министерката за образование и наука Мила Царовска. Над 800 училишта во државата, од кои што повеќе од 100 немаат спортски сали. И на крајот министерката за образование и наука ќе се дрзне да каже, па учениците имаат ходници, имаат училишни дворови, можат да тренираат таму и нема никаква реакција од стручната јавност. Па ние први треба да застанеме да и кажеме, овде во овој парламент ви помина заем од 21,5 милиони евра, почитувана министерке. Си имате единица за управување со проектот. Направете листа и направете се што е потребно тие деца да ги добијат спортските сали, а не да и кажувате дека можат да тренираат во ходници. Зошто? За да дојдеме денеска овде и да ја спуштиме дебатата на меѓусебно навредување и да зборуваме за политичка култура. Па јасно е дека ја немаме. Јасно е дека ја немаме. И пак ќе кажам, ние гледаме низ политичката култура, не ја гледаме политичката култура. Тоа што пратениците од мнозинството не гледаат
потреба да се изгласаат заклучоци, ви кажува на кое ниво на политичка култура сте вие. Тоа што пратениците од власта ги прескокаат сите 17 министри и знаат да понижат се друго само за да ја одбранат концепцијата на Мила Царовска, која што не ја прифаќаат родителите, која што не ја прифаќа стручната јавност, докажува каква политичка култура за жал овде имаме. Затоа што призмата низ која што гледаме е строго политизирана и тоа мора да кажам дека е за жал. Па излегуваме во моменти кога како Комисија за образование и наука треба да ги затвораме една по една темите. Овде од оваа говорница зборувате за трансформација на работен однос на над 4000 наставници. Како досега во државата да не течеше процес на вработување, како досега во државата да не се вработуваа. Страшно и катастрофално е да се обидувате да правите такви спинови од таков карактер. Не можеме да имаме нова образовна концепција во која што, пак ќе кажам, не постојат нормативните за наставниот кадар. Нема нормативи за наставниот кадар. А од друга страна имаме закони кои што доаѓаат во кои што ќе бараме изјави од директорите дека нема да се појави технолошки вишок. Сами сме контрадикторни на себе. Јасно е дека реформи се потребни. И овде нема дилеми. Меѓутоа, не смееме да дозволиме министерката Мила Царовска да покаже дека немаме алтернатива. Не смееме да дозволиме во држава во која што имаме протест на родители против дигиталните учебници, Министерството за образование и наука да излезе со став абсурдно е да се протестира против напредокот. Не смееме да дозволиме затоа што одиме во опасен тоталитаризам. Одиме во еден опасен режим. Дали мерките кои што сега се предлагаат се прогресивни или се регресивни, постои само еден судија. Тоа е историјата. Ке покаже времето. Меѓутоа, ние не смееме да се играме со иднината на нашите деца, за посем неколку години да дојдеме до ситуација во која што ќе речеме, нели ви рековме. Подобро никогаш да не дојдеме во таа ситуација. Такви политички поени не му требаат на никого. Значи не е целта да се уништат генерации на дечиња, за потоа да дојдеме, сега ние ви рековме, ние бевме во право. Тоа е најдобро сега да го спречиме. Како? Па на тој начин што ќе создадеме една кохезија, каде? Во парламентот. На кој начин? На тој начин што прво ќе ги слушнете барањето од опозицијата. Ако зборуваме дека е потребно да се достави извештај, ако зборуваме дека е потребно да се сумираат заклучоците, јас пак не можам да разберам од што се плаши власта кога дозволува на овој начин да се троши времето. Зошто да не го изодиме тој пат, зошто да не го сториме тоа? Зошто упорно се пласираат спинови овде од оваа говорница? Јас слушнав говорници на процедурално кои што велеа најголема лага која што ја пласира опозицијата и ја демантираат. Па најголема лага и ја демантираат. Вие сами ширите вести и самите себе се демантирате. А фактот останува дека од овој септември учениците во 4-то оделение ќе немаат учебници, директорите ќе се мачат со нормативите, со тоа кој треба да биде приман, кои часови ќе ги одржува и така натаму. Следната година тој проблем ќе биде уште по-страшен. Еве и сега, отворете ги e-учебници на .mov.gov.mk, каде што имате дигитални учебници или како се вика помагала во наставата, пробајте да ги отворите да видите што пишува. Прво, не се преземаат. Може да се читаат само онлайн. Овде сте во Собранието на Република Македонија, тие што седите во позадните редови од салата Борис Трајковски, ќе забележите дека овде во оваа сала нема интернет. Нема интернет поради структурата на зградата, еве обидете се да го отворите. Колечке, не мафтајте со рака, така е. И имаме проблеми со мрежно покривање. На учебници не можат да се преземат дигиталните содржини, односно вие сте условени да ги користите онлайн. И на крајот ги лишивте
учениците од настава, на крајот ќе ги лишите и од ќе ги лишите и од учебници. Сега вие, кризата си го направи своето. Меѓутоа, и тогаш не се слушнавме кога зборувавме. Основното образование е бесплатно. Направивме таков превид кога се донесува измените на Законот за основно образование, кога првпат се воведе терминот далечинско учење, во кој што Министерството за образование и наука и државата требаше да го превземе на себе товарот за набавка на опрема на учениците. Ние тоа не го сторивме. Тоа не го стори Собранието на Република Македонија. Зошто? Затоа што како и сега излеговте во заштита на министерката Мила Царовска. Не знам дали со цел да се заштитат некои средства или некои други работи кои што беа во подзадина. На крајот, ние со далечинското учење прво го повредивме уставниот принцип за бесплатно основно образование, а понатаму ги повредивме и начелата и принципите кои што се дел од законот и за основно и за средно образование, а тоа е еднаквост и еднаква достапност на учениците. А министерката Мила Царовска на пратеничките прашања во четвртокот, кога ја запраша за принципот на внимателно го следев тајмерот, зборуваше за образование некаде околу 2,5 минути и во следната реченица продолжи да зборува за ГМП, односно за гарантираната парична помош, минимална парична помош, и спомнуваше какви биле разликите во некое претходно време, па како потоа се зголемила и така натаму. Целта ми е само една. Министерката покажа дека концептот на еднаквост во образованието таа не го разбира. Концептот еднаквост е различен кога станува збор за труд и социјала и концептот еднаквост е различен кога станува збор за образование. Кога сите сте наставници, кога влегувате во училница, принципот еднакво значи дека приходите кои што ги остваруваат не се споменуваат. Не смеете да споменете. Без разлика дали некој дошол со најскапа кола или некој дошол пешки на училиште, во моментот кога ќе влезат во училница, сите ученици на нас треба да ни бидат исти. И ние не смееме да споменеме дека едниот има едни приходи, другиот има други приходи. Тоа е принципот на еднаквост во образованието. Знам дека може би е тешко да се разбере за некој што е надвор од образованието, ќе каже дека не можеме да ги делиме термините, меѓутоа можеме. Еднаквоста кога работите во труд и социјала има еден аспект, а еднаквоста кога работите во образованието има целосно друг аспект. Затоа што еднаквоста помеѓу различниот економски статус во едно општество е утопија. На еден начин министерката, ако така го толкуваме, ни пренесе дека еднаквоста во образованието ќе биде утопија, а тоа е неприфатливо. Факт е дека во општеството ќе постојат и ќе функционираат различни класи. Тоа е факт, не побите ни тоа, не можеме ние да го промениме. Секогаш ќе има богати, секогаш ќе има сиромашни. Меѓутоа, целта е да изградиме едно образование, барем кога ќе бидат вклучени во процесот на образование, учениците да бидат исти. И за најбогатиот, и за најсиромавиот, исти се училниците. И тоалетите, ако не се средени, исти се и за едниот и за другиот. Исти се и клупите, исти се и учебниците кои што ги набавувавме. Знаете до кога? Се до оваа власт. Сега направивме една огромна разлика. Јас не знам како не ви беше жал кога министерката велеше дека тие што немаат електронски средства за да следат учење од далечина, ќе гледаат едукативни емисии на МТВ и ќе добиваат фотокопии. Значи, ние и пукавме во нога на еднаквост. Значи, ја донесовме еднаквоста на целосно едно друго ниво, на едно ниво на кое што го толкува Мила Царовска, односно еднаквоста во образованието значи само изедначување на ученикот со неговиот економски статус.
и направивме најголема поделба помеѓу богати и сиромашни, која што е памети историјата на оваа држава. Иако Македонија е сиромашна држава, до сега, барем во образованието, таа слика не се гледаше. И наставниците беа исти, и за богатите, и за сиромавите, и училиштата беа исти, и патот по кој што стигнуваа со новата концепција на Мила Царовска. И со тоа што се укинуваат учебниците, мислам дека се направи една огромна неправда во која што последицата ќе ја трпат генерации на ученици. И уште еднаш ќе кажам, и како знам дека сте пратеници од власта, знам дека имате одредена одговорност кон вашите, да кажам, политички надредени, меѓутоа, ова се моменти кога треба вие да се одважите. Ако опозицијата и ако родителите бараат заклучоци, да седнеме да ги направиме заклучоците. Ако опозицијата бара да се разгледува законот за учебници во редовна постапка, да не се криеме позади европското знаменце. Срамота е да се повикуваме на документи за дигитализација и за дигитална Европа. Па јас ги прочитав тие документи. Тие не се поврзани со она што зборува министерката. Документите на која што таа се повикува имаат друга намена. Тие зборуваат за поголема пристапност на децата кон училиштето. Тие зборуваат за поголема пристапност кон високообразовните установи. Тие зборуваат за поголема пристапност кон средствата за јавно информирање, кон информатички технологии, тие зборуваат за безбедноста на информатичките технологии, едукација при користење на информатички технологии, меѓутоа не зборуваат за укинување на печатените учебници. Затоа што во таа возраст во кој што се учениците во основното образование, тие учат како да учат. Имаме разлика помеѓу длабоко читање, кој што длабоко читање е проследено со различни когнитивни процеси и метакогнитивни, и само разгледување на текст. Текстот кој што се чита од дигитални содржини, од дигитални уреди, и тоа вие сите го гледате, секој ден го знаете, не се сведува на читање, се сведува на разгледување. Вие без да бидете свесни скокате определени делови од текстот. Погледнете ги луѓето околу вас кога скролаат на телефоните, ќе видите. Немате длабоко читање од телефон. На телефон, да, имате разгледување и од компјутер, меѓутоа, ако сакате длабоко читање, потребна ви е печатена верзија на учебникот. И при тоа треба да се прави разлика помеѓу фотокопија, која што нема бои, има послаби контрасти на бои, има послаба резолуција, тоа што вие го нудите, и високо квалитетен печатен учебник. Разбирам за дигитализација, ја поддржувам, сметам дека ако прво се започнува со дигитализација, треба да се започне во средното образование, затоа што особено стручните училишта немаат учебници. Започнете го процесот на дигитализација со тоа што ќе ја овозможите дигитални содржини на учениците во стручните училишта. Дали е за угостителско, дали е за економско, правна струка и така натаму. Тие и недостасуваат учебници, тоа со години. Еве, нека се покаже министерката Мила Царовска, нека ја започне дигитализацијата и нека воведе такви дигитални содржини, затоа што учениците од 15 до 18 возраст веќе имаат развиено определени когнитивни и метакогнитивни процеси и тие не се толку осетливи на медиумот, онака како што се осетливи помалите ученици, односно оние до 9-то одделение. И на тој начин да видиме како сето тоа ќе се имплементира, односно ќе биде прифатено во средини, па да можеме да видиме колку од нив немаат пристап до интернет, колку од нив имаат пристап од интернет, какви ќе бидат тие дигитални содржини, затоа што министерката на одговор на пратеничко прашање рече тие нема да бидат онакви како што вие ги замислувате, нема да бидат PDF, прашалници. Ако нема да бидат PDF, во кој формат ќе бидат? Во кој формат ќе бидат? Како може министерката да исклучува определен формат? Како? Тоа исто знаете како што? Сега ќе ви кажам. Ќе набавуваме возила за МВР, ама нема да бидат Шкода. Како смеете тоа да го кажете?
Што не смеете? Или постојат некои, или има некоја подзадина, па треба да се потрошат некои пари за некој специјален формат. PDF е бесплатен формат? Зошто да не бидат? Што е Ubuntu? Бесплатен е Ubuntu. Ubuntu е врз основа на Linux. Бесплатен е. Ама не дали ве праша колешки или не ве праша? Еве се, ама добро. Во тој случај сакате да кажете дека се одмаздуват. Дека еве сега сте дошле партеничка и вие сега затоа што не ве прашале, еве македонската јавност нека суди, не ја прашале колешката, стана партенички и сега ќе се одмаздува на цела Македонија. Не е така. Сега не е така. Не смееме така да постапуваме. Јас уште еднаш реков, да не помине времето, а потоа да дојдеме во ситуација да биде, нели ви рековме. Затоа што така ќе изгубиме и генерации ученици и некои работи кои што нема да можеме да ги надоместиме. Подобро е сега овде денеска. Знам дека на некој од вас ви е мачно што седите овде. Сакате да си отидете. Подобро е овде сега денеска да го средиме. Еве јас апелирав и до претседателката да седнеме, да ги доставиме, да ги изработиме извештаите, да ја повикате министерката да дојде овде, а не да работиме и да си прераскажуваме ние што имаме да и кажеме. Па ние со министерот за образование и наука функционираме преку интернет. И вие и другите, за вас не знам, може би имате средби, меѓутоа еве ви кажуваме пратениците од опозицијата и членови на Комисија за образование и наука, ги читаме вестите кои што можеме да ги најдеме на порталите и на генераторите. Тоа воопшто не е во ред таквиот начин на комуникација со највисокиот законодавен дом, односно со Собранието на Република Македонија. Уште еднаш ќе апелирам да ја спуштиме дискусијата онаму каде што треба да биде, односно овде во Собранието, да поразговараме за целиот концепт за образование, да поразговараме за учебниците во редовна постапка, а дури потоа да дојде на дневен ред она што вие го заговарате, па да го најдеме решение тогаш кога ќе имаме и нормативи, тогаш кога ќе знаат учениците што ќе учат, од што ќе учат и чекор по чекор да ги решаваме проблемите. На овој начин вие само се обидувате да направите општествен притисок врз Собранието со вашето повторување дека се блокира, да се направи општествен притисок за да не се разговара за оние теми кои што се најважни за родителите. Јас сум родител и се најважни и за дечињата, меѓутоа, еве, тие немаат право на глас. Прочита во една прилика една објава на министерката, односно на целото МОН, кога кажаа дека младите ги поддржувале образовните реформи и ја поддржувале дигитализацијата, со што, еве, дефинитивно можам да кажам дека Мила Царовска воспостави, како се вика тоа, присилно законско старателство над сите малолетни дечиња. Таа зборуваше и во име и на мојот син, и на вашите деца. Кажа, најмладите ја поддржувале реформата, најмладите ги поддржувале дигиталните учебници. Инаку и на интернет кога читате, знаете на кои истражувања ја поддржуваат концепцијата на Мила за учебниците? На анкета спроведена на Инстаграм. Значи до таму стигнав. Сега имаме анкети спроведени на Инстаграм и така се објава на анкета спроведена на Инстаграм 63,2%. Протести како? Сега ако ве разбрав, заради дигиталното договарање на протести, вие како мнозинство сакате да и вратите со целосна дигитализација на учебни. Значи, јас мислам дека, колешке, мислам дека добро го елаборирав разликата помеѓу разгледување, не, да се слушнеме, ке ве молам, помеѓу разгледување на текст и длабоко читање. Значи, сакам да направиме разлика, јас гледам некои паралели како луѓето се допишувале, како луѓето комуницирале помеѓу себе, дали си праќале писменца или си праќале пораки. Значи, прво да не паѓате во таа замка наставници сте. Една работа е да ви пратам порака или вие мене, да се договараме за време кога ќе се сретнат, видат, протестираме. Друго е длабокото читање кога треба вие да имате мисловен и толковен процес. Значи, не е една работа да читате порака и да читате поезија.
Значи, мене ми е жал што тоа, иако сте наставници, не можете да го разберете. Уште еднаш ќе апелирам, престанете, нема да ја овозможите медиум нема да ја овозможите. Уште еднаш апелирам да се охрабрете, да ги слушнете барањата од опозицијата, да го изработиме извештајот од дадените мислења, за да имаме една појдовна точка за понатаму да можеме да продолжиме достоинствено да ја работиме нашата работа како Комисија за образование и наука. Ви благодарам. Колега Миле.